Добро вечер. Ова е крајот на денешното отворено студио во својата концепцијска смисла во која ви нудиме one man show и многу повеќе содржини. Завршува главно со панел дебата. Завриена политичка па и економската атмосфера во Македонија околу по отварањето на новиот пакет на даночни мерки на владата и на министерот Тевдовски. Денеска и вице-премиерот, за кој во еден момент се мислеше дека имаат разлики со меѓу Ангишев и Тевдовски, и Заев застанаа зад својот министер. И во основа, генерално се веќе познати во јавноста решенијата. Се зголемува генерално даночната основица за дополнителни 8% кај данокот на приходи, до е зголемена и рамката, односно толерантниот праг од 1000 евра, како што беше првобитно, на 1500 евра. Потоа, она што предизвикува на одреден начин реакција во бизнес заедницата, тоа е оддалечувањето на ДДВ-то, на дивидендата зголемување од 10 на 15%, потоа оддалечувањето на каматите од заштедите, што може да бидат на еден и на друг начин не толку значени, но во основа, оние што се сеќаваат, доаѓа веројатно до промена на досегашниот рамен данок, од пропорционалниот кон воведување на прогресивен данок. Ако читам добро она што во Министерството за финансии го образлагаат како оправдување или концепција или аргументација за новата концепција, воведувањето на праведен данок во Република Македонија, тоа е главната причина за нееднаквост во Македонија, односно рамниот данок. Тоа го слушавме и од министерот Тевдовски. Моите вечерашни гости се доктор Бранимир Јовановиќ, советник на министерот Тевдовски, универзитетскиот професор Маријан Петревски и економскиот и даночен експерт и советник Павле Гацов. Веднаш сакам експертите, а сите сте експерти. Дали овој концепцијски зафат значи комплетна нова структура на даночната политика во Македонија? Бранимир, како бранител на концептот, на крај ќе го ставиме. Господин Гацов. Па, јас не би рекол дека значи реструктурирање целосно на даночниот систем, односно на системот на даноците во Република Македонија. Меѓутоа, кај персоналниот данок значи менување на концептот. Од преодот од рамен од пропорционален на прогресивен данок е сепак концепцијски различно. Сега, оваа влада влезе и во изборите со таква најава. Во програмата владина и денеска на сајтот што постои на владата, стои дека ќе се оди со прогресивно одначување. Нас од бизнес аспект гледано само не охрабри известното одлагање што уште во стартот не беше воведена ваквата, да кажам, позиција на владата, него се одложи за 2000 на почетокот и 18-та, потоа под притисок на јавноста можеби за 2019-та. За несреќа во една изјава од премиерот беше спомната и 2020, и ние некако го врзавме тоа со моментот на почеток на прогресивното одначување. Се гледа дека веќе математиките се направени, затворени, излезено е во јавност и пред бизнес заедницата и пред јавноста и се бранат политиките на владата. Наше е таму каде што има слабости да ги нападнеме за да го подобриме законот. Јас во таков контекст го разбирам сето ова бура околу прогресивното одначување. Јас паметам, а мислам дека на одреден начин мора да се свртам кон бизнес заедницата која е прилично еснавски и тесноградно реагира, штитејќи ги веројатно само своите интереси, а не повеќе економскиот и социјалниот амбиент. Дека штом дојде до крупни реформи во даночниот систем, и тие главно мора да бидат храбри, има реакција на релативно конзервативната бизнес заедница. Иста ситуација беше и со воведувањето клучниот реформски зафат на Груевски со кој се прослави, а тоа е ДДВ-то. И тогаш викавме ќе пропаднеме, готово е, стопанството не е подготвено. Дали исто ви мириса? Па многу е слична ситуацијата. Сега не е со таква жестока реторика како тогаш што велевме послова, потоа бизнисот ќе отиде во неповрат, товарот даночен неиздржлив. Еве,
дискусиите отприлика одат и во таа насока дека ова ќе значи зголемен товар за бизнисот, иако мерките, позициите, бројките се далеку послаби од аспект на тоа колку треба да придонесе ваквата замена на персоналното доначување во буџетот. Математиките 25 милиони евра покажува дека можеби не треба толкава драмолетка како што сега се покажува во јавност од аспект на прифаќањето на ваквите решенија. Меѓутоа, мислам и дека предлагачите испуштаат да ги елаборираат важните, вие ги спомнавте во воведот, делови во делот на одначување на доходот од капитал. Тука има посериозен товар во однос на претходните решенија. Кај платата значително малку луѓе ќе зафати прогресијата. И тоа од политички аспект ќе биде многу ефтина цена. Бидејќи сите други ќе бидат незасегнати. Професор Петровски, зошто е отпорот на бизнес заедницата? Двете комори, трите комори некоја во наредните 5 години да се пролонгира и затоа правам аналогија дека исто беше и со ДДВ-то. Затоа што не се подготвени или затоа што вистина може да ја промени материјалната и финансиската структура на корпорациите, на трансакциите финансиски и така натаму? Добро, пред се да кажам дека ова е релативно стара дебата. Сега во саботата кога беше објавено, некако сите тоа го дочекаа како инстантно решение, затоа што претходно контурите на самиот закон не беа целосно познати. Меѓутоа, принципиелно за прогресивниот данок се зборува уште од времето кога сегашната влада беше опозиција. И во таа смисла морам сепак да кажам дека најмалку две работи кои што провејуваа во јавната дебата сега се инкорпорирани. Јавната дебата прво велеше дека границата од 40 или 60 илјади е многу ниска, затоа што ќе зафати еден продуктивен сегмент од населението кој што остварува само доход од труд, значи плата, особено во оние сектори кои што се повисоко доходовни. Беа спомнувани IT секторот, осигурување, финансии и така натаму. На тој аргумент сега гледаме дека имаме некаков одговор, дека границата е поставена значајно повисоко, значи 50% повисоко над 60.000, значи на 90.000. И вториот аспект кој што го адресираше јавната дебата беше дека зашто ќе се трошат вишокот собрани пари. Сега тоа го доведувам во врска со вашето прашање, зошто толкава реакција. Затоа што луѓето, граѓаните имаат изгубено доверба во системот, доверба во институциите. Значи, само со адекватно врзување на вишокот прибрани пари со одредени мерки кои што ќе помогнат на најсиромашните сегменти од населението, само тогаш можеме да водиме продуктивна дебата и да кажеме дека тој данок прогресивен ќе оствари својата цел, ќе зафаќа од најбогатите и ќе ги носи средствата кон најсиромашните. Мислам дека и тоа е адресирано во реформата, бидејќи уште на самата пресконференција која јас добро чув, се кажа дека тие средства ќе одат кон финансирање на реформата за минимален гарантиран доход, која што токму ќе додава средства кај најсиромашните слоеви од населението. 25 милиона евра годишно би се инкасирало по промените на овие даночни стапки и би зафаќало најмногу 1 до 2% од најбогатите слоеви. Секогаш е прашањето дали имаме преголема акумулација во мал број на луѓе или имаме релативно ниско ниво на акумулативна моќ на така наречената средна класа. Значи, Министерството лани ова време објави податоци од административни извори, тука е Бранимир, ке ни каже повеќе, кои што покажаа дека всушност ние сме колективно сиромашни. Јас не би рекол дека класната раслоеност е толку голема, како што на моменти беше наративот на јавната дискусија, затоа што ако го гледаме последниот Джини коефициент е 32,5%, а да речеме Шведска има 28. Значи тоа не е некоја енормна разлика. И гледам дека владата со тек на време се откажа од таа дебата да тврди дека имаме висок Джини коефициент. Извинете. Но, ако ги погледнеме податоците за најбогатите 1% од населението, таму ќе видиме дека имаме кумулација, всушност тоа е доход, не е богатство, сега зборуваме за доход, значи тие остваруваат највисоки доходи.
мислам дека реформата тоа адекватно сега го адресира, затоа што ги зафаќа само тие 1%. Веќе гледаме дека во дебатата го нема повеќе Джини коефициентот, затоа што пак ако ги наблюдуваме бројките за Джини коефициентот, тој опаѓа од 40% пред 2010 на 32,5 сега. Сега, она што е битно, мислам, во понатамошната дебата е ние да разбериме што точно ја предизвикува таа нееднаквост. Дали тие луѓе таму во тој 1% се збогатиле затоа што имало рамен данок, или се збогатиле заради нешто друго. Заради посттранзицијскиот и транзицијскиот период. Апсолутно. Значи самата транзиција, процесот на приватизација и секако тука не би го изумил пристапот, да речеме, до јавни средства на непазарни основи. Пристапот до тендери, на пример. Ви давме добар шлагворд од 20 експерти и јас ќе направам уште еден напор да ве изнервирам од креативна смисла. Не можете вие никош ме да ги изнервирате, јас уживам да разговарам со вас. Благодарам. Значи, го цитирам професор Живко Атанасовски, еден од најблиските соработници на претходниот премиер Никола Груевски, креаторот со него на ДДВ-то, кој после 15 години ДСК ви праќа порака дека вчера замената на пропорционалното и воведување на прогресивно оданочување се чудни решенија од младите советници. Тој што не знае и уште што не ве нацрта. Дали е тоа левучарењето кај доктор Бранимир Јовановиќ или е тоа некој инет да не се чуе јавна дебата и така брзо да се донесат законски решенија? Многу работи ми поставивте прашање, поставивте професорот на кратко. Значи ја исклучително го почитувам професорот Атанасовски и жал ми е што гледам дека употреба таков речник. Ќе му сеам денови, ќе поразговараме лично и сите тие работи мислам дека ќе ги решистиме на тој начин, така што не би сакал дебатава да ја сведеме на тоа ниво. Да го оставиме професорот Атанасовски и неговиот вокабулар на страна, барем за емисија, за аргументите можеме да разговараме. Ајде да се навратиме ново на почетокот што го кажавте. Значи првото прашање, зошто се прави ово, односно дали ова драстична промена во даночниот систем или економските политики на владата или пак е нешто друго. За мене ова клучното прашање тука е каква порака се праќа со оваа реформа. Мислам дека се праќа порака на тоа дека сакаме да го замениме неправедниот даночен систем. Сакаме да замениме една голема неправда која што постои моментално во нашето општество, односно во нашата економија. Таа неправда е еклатантна и евидентна. Работничка што има минимална плата од 200 евра месечно и плаќа на државата 33% као даноци, персонален данок и придонеси. Менаџер што има 200.000 евра плата и плаќа на државата 12% даноци и придонеси. Мислам дека нема да најдете човек во оваа држава, освен можеби тој менаџер, кој што ќе каже дека ова е исправно. Значи со тоа што го менуваме овој даночен систем, со тоа што го предлагаме сега со даноците, сакаме да пратиме јасна порака дека сакаме да коригираме оваа. Истата аргументација со овие нови даночни мерки, односно даночна политика, работничката со 200 евра, колку ќе издвојува и колку ќе издвојува тој со 20.000 и 200.000 плата. Значи тој што има 200.000 евра плата, ќе издвојува околу 8% повеќе, односно ќе издвојува околу 16.000 евра повише месечно. За мене тоа не е занемарлива сума на пари. Можеби за вас е, за мене не е. Мислам дека и за не знам, ќе треба прашање тој менаџер дали за него занемарлив. Да се навратиме на друга работа. Не, се извинувам. Само пошто многу работи поставивте, ако може само да опишам. Ама дозволете мала интервенција, ја не интервенирам. Не интервенирам. Значи, ајде идеме поред. Тоа е првата работа. Втората порака што се праќа со предложенава даночна реформа е тоа дека ние мора да сватиме дека Македонија како држава има многу мал јавен сектор. Буџетските приходи како процент од GDP се најниски во Европа, околу 30%, помалку од 30%. Развиените европски земји имаат околу 50%. И не само развиените, земјите, не знам, Хрватска, Словенија, Србија имаат 45% учество на буџетот во GDP. Ние немаме доволно пари за да нудиме квалитетни, јавни, добри услуги, односно здравство, образование и слични работи. За да најдеме повеќе пари, за да инвестираме во здравство, образование и социјална заштита, мора да ги зголемиме буџетските приходи. Нема подобар начин за да ги зголемите буџетските приходи, освен да ги доночите од некои што повеќе заработуваат. Тоа е втората порака што се праќа. Клучното прашање е. Таков лекцијарски пристап другачиј. Чекајте, поставивте многу прашања. Значи, следното прашање што поставивте е зошто, иако ова вака делува многу логично и оправдано,
прогресивно, зошто има отпор кон себе ова. Јас би кажал, сега тука Марин искоментира нешто, не согласувам со тоа, затоа што ако вие ги прашате граѓаните, ги видите реакциите на граѓаните, нема отпор кон нив кон оваа реформа. Имаше една анкета на ИРИ, јавно доследна, која што ги праша луѓето дали сметате дека треба да се воведе прогресивен данок. Карикирам, имам тука, ако сакате ќе ја покажам. 63% од луѓето викаат дека смета дека треба да се воведе прогресивен данок. Само 20 и нешто проценти беа против. Ние направивме наша интерна анкета по истото прашање. 75% од луѓето смета дека треба да се воведе прогресивен данок. Ако коморите се репрезенти на предприемачите, граѓаните не се против прогресивниот данок. Оние кои што имаат отпор кон прогресивниот данок, тоа се бизнисмените. И нормално е како имаат отпор. Знаете зошто? Затоа што прва лекција во економијата ви е дека целта на една фирма, на една компанија, на еден бизнис е да го максимизира профитот. Како се максимизира профитот? Со намалување, со пониски даноци. Затоа компаниите нормално по дефиниција не сакаат да имаат повисоки даноци. Затоа тие по дефиниција ќе бидат против даночна реформа која што им ги зголемува даноци. И тоа е секаде во светот така. Немојте да мислите дека не знам во Америка компаниите се нешто посвесни или не знам што. Секаде во светот е тоа така, тоа е суштината на капитализмот. Можеме да дебатираме за тоа дали е тоа добро или не, но во моментов не би се осврнал на тоа. Би го земал тоа едноставно како факт, компаниите не сакаат да плаќаат данок и затоа има такав отпор. Јас регистрирав од вашите одговори. Да, се разбира. Првото, само мал коментар, после ќе ги препуштам ова. Велите дека ви треба буџетска каса која ќе го подобри стандардот во здравство, во образование, etc. со 25 милиони евра ќе одат во сиромаштија, не одат во нова додатна вредност. Вие сметате дека не треба сиромаштијата да се третира? Јас, кога би бил министер, ќе знам што да одговорам. Сега вие треба да ми одговорите. Дали со 25 милиона колку што ќе рефундирате повеќе средства, ќе го подробите здравствениот стандард и образовниот стандард? Да, ќе го подобриме. Прашање е колку, дали доволно, веројатно не доволно, но ќе го подобриме. Но како што ви кажав, пред се праќаме јасна порака дека се грижиме за овие работи. Како што кажа и Марин претходно, најголем дел од овие средства ќе бидат искористени за борба против сиромаштијата, односно за намалување за воведување на гарантиран минимален приход. Сигурен сум дека знаете дека Македонија е рекордер во Европа по стапката на сиромаштија, по бројот на сиромашни луѓе. Тоа е веројатно најголем општествен проблем во оваа држава. Така што сигурен сум дека и вие ќе се согласите со мене дека тоа е првата работа што ние како држава треба да ја решаваме, да ја правиме. Така што мислам дека воопшто не треба да го поставуваме како прашање дали треба овие 25 милиони евра, дали овие 25 милиони евра што ќе се приберат од оние кои што заработуваат повеќе и ќе се дадат под натаму на оние што имаат или заработуваат помалку, дали тоа е исправно или не. Мислам дека сите ќе согласиме дека тоа е исправно. Се дофокусирате од главното прашање, тоа се инвестициите во клучните фази, клучните области здравство и образование. Сега сакам да ве прашам. Зошто ги елиминиравте капиталните инвестиции во овие две области? Па еве со ребалансот на буџетот. Нема клинички. Чекајте, јас ќе сум одговорен за тоа. Па ја ли сум одговорен што некој министер или некој директор на школа не ги троши парите? Сакав само да се навратам на делот од дискусијата околу даночното оптоварување на најсиромашните и на најбогатите. Се согласувам, точни се тие проценти, таму се објавени на Министерството, дека најбогатите 1% имаат 20, нешто оптоварување, најбогатите 0,1% имаат 13% оптоварување. Дали е тоа заради прогресивниот данок? Не, тоа е заради рамниот данок и не само заради повеќе причини, да. Тоа е прво, поради тоа што во Македонија нема причина која е? Има нема главната причина е затоа што имате можност да не се плаќаат социјални придонеси над 16 бруто плата. Дали тоа ќе се тргне со реформата? Не само тоа. Дали ќе се отстрани тој плафон? Со реформата ќе се зголеми даночната стапка на овие 1% од луѓето и на тој начин ќе се намали регресивноста. Ќе се намали, ама нема да се отстрани. Па нема целосно се отстрани за овие. А зошто не се тргне плафонот? Значи тоа е ставено во владината програма и јас сум сигурен дека тоа ќе се случи. Дали ќе се случи оваа година или некош понатаму не можам да кажам. Веројатно нема да се случи оваа година затоа што би било премногу, веројатно, да се направи, да се војде прогресивен данок и да се направи пензиска реформа со зголемување на придонесите, но тоа е ставено во владината програма, исто како што беше ставен прогресивниот данок и што ме ставено во програмата, владата има должност тоа да го реализира. Граѓаните на избори гласале и за прогресивен данок и за укинување на придонесите, на максималната основица за придонесите и владата има должност тоа да го реализира. На приоритети. Сега
Како ги одредувате приоритетите тогаш? Затоа што тука имаме две компоненти. Да речеме, еден продуктивен сегмент кај што повеќе заработуваат од доход, и имате екстра продуктивен сегмент кој што има повеќе приходи од капитал. Сега не се удира по тој најбогат сегмент со тоа што не се тргнува тој плафон на придонесите, а поголемо оптоварување се прави на овие останати. Ако веќе зборуваме за тие 1%. Мојот став е дека треба да се тргне до она што е најтешко. Прво ги решавате тешките работи, после ги решавате лесните. Многу е потешко политички да воведете прогресивен данок, отколку да укинете максимално основица за придонеси. Така што, поради таа причина, мислам дека беше исправно што оваа година фокусот беше на воведувањето на прогресивен данок. Се плашите од повеќе притисок. Па не, ако беше обратно. Не, потешко е да го реализираш ова, таму нема да имаш толку притисок. Овде имаш повише притисок. Овде ти се јавуваат програмери, кои што имаат 1000 евра плата и вика тоа е направено. Таму нема да се јавуваат тие. Таму имаш, не знам, 300 души во држава што се опфатени со тоа и тие се бунат. Ја немаш јавноста против тебе. Таму имаш 12.000 вработени. Каде? Во IT индустријата, која е веројатно најголемиот нето извозник, бидејќи извезуваме памет, ништо друго. Добро. И ако таа гранка, меѓу другото, не само таа, тука и стартаповите, иновациите, се доведе во ситуација на прилично рискантни оданочување, може да бидат отапени нивните потреби за развој. Се согласувам, но со оваа реформа тоа не се постигнува. Второ многу суштинско прашање е дали сите сме свесни дека програмерите ни бегаат од држава. Првите што бегаат од држава се програмерите. Не бегаат, погрешно се изразив, се иселуваат од државата, бараат подобри места за живење. Знаете зошто? Затоа што во оваа држава немате доволно квалитетен живот. Знаете каде идат програмерите? Одат во држави каде што стапките на данок се 30-40%. Сите бегаат во Германија, Германија има стапка 40% на данок. На програмерите не им е клучна даночната стапка. На програмерите им се пресудни други аспекти за да решат каде да живеат. Така што со оваа реформа програмерите нема да бидат погодени. Заменете хронометар да ставите, пошто вака испаѓа работа дека кој од страната на власта ќе зборува повеќе, а ние треба да слушаме. Се извинувам. Верете, не, те разбирам, сосема повеќе како дигресија. Во актуелната реформа, ова зборот реформа е прејак, даночна, не е само прогресивен данокот, ова е прогресивно рамен данок. Бранимир, верувам дека ќе го објасни тоа, ние сите знаеме зашто зборуваме. Некои даночни стапки се зголемени за 80%. Може да зборуваме за тоа. Рамни се, ама се зголемија за 80%. Ќе анализираме, ќе зборувам за што се работи. Веднаш, зашто морам да кажам дека помалку јасно сум упатен, ама би било добро да не упатен. Веднаш ќе го објасниме тоа. Доходот од закупнини со намалување на нормираните трошоци и изголемување на рамниот данок од 10 на 15, де факто од ефективна даночна стапка 7,5 паѓа на 13, расте на 13,5%. Споредите го 80% зголемување. Не треба се брани, ово се факти. Значи, утре ќе ги дознаат тие кои ќе направат дигитронска пресметка. Тоа е една работа. Втора работа. Паралелно со прогресивниот данок се прави реформа кај социјалните придонеси. Пак зборот реформа е пресиран. Се зголемуваат стапките. Овие зголемувања ќе ги погодат сите плати, од најниската до највисоката. Значи, тука нема ослободување месечно, нема до 90.000 една стапка над тоа поголема и така натаму. Платите се важен трошковен аспект на секое работење. Сега, во контекст на зголемувањето на социјалните придонеси што ги засегат сите вработени, ќе се случува позиционирање од аспект на вработените, од аспект на бизнес. Кој ќе го понесе товарот и дали ќе има микс на таквото понесување? Дали нето платите ќе паднат за да се заштити профитот на компаниите од аспект на социјалните придонеси, или пак ќе се заштитат нето платите, профитот ќе падне. Или се разбира нешто трето и помеѓу. Само има една друга работа, Гацов. Нашите предприемачи мора да се соочат со фактот на така наречените ниски плати и недостиг на кадри. Не можете да кукате дека имате недостиг на кадри, а да ги привлечете со 200 евра плата. Што значи ќе мора и нивото на брута платата и на нето плата да биде зголемен. Целосно се сложиме со таа работа. Дури и кога
ги анализираме причините за исолувањето на младите, мислам дека не е невработеноста, туку невработеноста за таква плата. Да. Тоа е главниот мотив. И ерозијата на општествениот систем, ова што го спомнувате, меѓу редови, зашто бегаат тебе, излегуваат надвор да работат нашите програмери, зашто сакаат добро здравство, добро образование, асфалтирана улица и така натаму. Тоа нашата држава без поголеми расходи и трошења не може да го обезбеди. Значи да немаме илузија, ние во континуитет во иднина ќе треба да ги зголемуваме расходите. Да не заборавиме, ова влада меѓу другото треба и да враќа минати заеми земени за да не речем условно за некакви трошења што не се до крај оправдани. Така да има премрежја финансиски, во јавните финансии зборувам, и треба добро менаџирање. Ова насока јас ја очекував, значи мене во контекст на ова прогресивното научување нема да научува. Посериозен проблем е, Бранимир рече, ќе одат дел, не знам, за најсиромашните и така натаму. Имате во преди дека персоналниот данок е општ данок. Кај ќе одат? Поима немаме, не знаеме. Може само при распределбата да се утврди дека повеќе ќе се дава за социјална заштита. Ама не е ова придонес, па да се знае директниот линк каде ќе заминат парите, како што доаѓаат од придонесот за пиво во фондот. Уште повеќе што, например, санирањето на пијом каде со општата корпа на фискални издвојувања. Ајде сега ваква вага да ставиме. Патот за Кичево Охрид ќе се зголеми за 100 милиони. Кажувам сума од рак. Не ми текнува колкава беше. А ќе додадеме во општиот буџет 25 милиона. Тоа не е во тој буџет. Не, ворете тоа. Зборувам општо за сите јавни финансии. Значи ние премалку собираме по сите основи. Како држава, јавните финансии на нас ни се слаби. Или, еве како експерт да кажам, повеќе трошиме премногу. Може и таа патека да ја возиме. Да заштедуваме на расходите. Се разбира, не во капиталните инвестиции, меѓутоа има простор многу за штедење и оваа влада. Престана веќе да се зборува за превработеноста во јавната администрација. Сега некого од владава или од министриве да му речете имате премногу вработени, ко да сте му допреле во зеницата на окото. Одеднаш кога треба да се вработуваат. А пред изборите постојано се зборуваше дека треба да се намалува бројот на јавна администрација. Во претходната дебата околу долговите на општините малициозен. И рекол дека на апашите им ги санираме долговите, наместо тие 50 милиони да ги дадевме во ова што сега Бранимир со право го вика. Зголемување платата на здравствените работници, лекарите, рекоа дека ќе стигнат до 1500 евра за другите стандарди на инфраструктурата. Маријан Петровски. Се свесно или несвесно ја префрламе дебатава од приходната на расходната страна на буџетот. И мислам дека е тоа коректна дискусија. Значи реформата треба да се гледа, деношнава реформа или зголемување префрлањето на прогресивен данок да се гледа во поширок општествен контекст. Сега контекстот вели дека постои голема сензибилност кај граѓаните во поглед на тоа како се трошат јавните пари. Значи, луѓето се чувствуваат на некој начин изгорени од она што го гледале претходно и сега се плашат дека може да видат повторување на некои епизоди. А некои такви мали епизоди имаше и откако е оваа влада после јуни 2017 година. Сега, ова го зборувам затоа што мислам дека ќе беше многу, немаше толкова да се дочека со шок, ќе беше поприфатено, доколку владата покажеше спремност, да кажеме, и конкретни чекори во расходната страна. Прво во реструктурирање, значи намалување на непродуктивните трошења, може да се направи некој чекор во таа насока, меѓутоа сега е чувството како да тоа лепди, како да застана. Второ, воопшто владата не зборува за ефикасноста во јавните трошења, тоа го имаме во сите извештаи на меѓународните институции. Што се прави во тој поглед. Ако се тргнеше од расходната страна и се покажеше еден значајно поинаков пристап во менаџирањето на трошењето на јавните средства, тогаш секој беше полесно од овие корекции на приходната страна. Добро. Може уште само прашање, за да ја насочам дискусијата околу сет на мерки кои има различни толкувања. Прашањето на зафаќањето на каматите, одначувањето на каматите и прашањето за одначувањето на дивидендите. И досега беше тоа 10, се зголемува на 15%. Тука има две прашања. Дали е возможно компаниите, корпорациите, наместо дивидендите да ги рефинансира, да ги обнову, да ги вложуваат и така натаму, заради високите даночни стапки да ги дислоцираат? Како да ги дислоцираат? Надвор. Надвор. Како да ги дислоцирате? Имате компанија која што е регистрирана во Македонија. Добро, и? Како ќе ги дислоцира парите надвор?
Преку инорезидентни сметки. Добро, И преку ќе мајките, компаниите мајки. Добро, и окей. И ќе отидат таму. И значи, ако компанија што е регистрирана во Македонија, Да. се навлегуваме во технички детали за колку се интереси за јавност, ама чисто што го поставите во прашање. Ако компанија што е регистрирана во Македонија даде пари на компанија мајка, да кажеме, во странство, на тоа се плаќа данок. Даде како заем, на тоа се плаќа данок. Не може тоа да го прави. Значи, данокот на добивка е прилично комплициран данок и не мислам дека во оваа емисија не би требало да навлегуваме во такви детали. Зошто се зафаќа со дивидендата? Бидејќи тоа прилично флексибилен однос на остварен доход. Стимулативен остварен доход. Добро, ај вака да ја прашам. Имате текстилна работничка која што работи 12 часа дневно, 6 дена во неделата во тешки услови и зима плата од 200 евра и на тоа плаќа данок на државата од 33%. Од друга страна, имате некој газда на фирма кој што не работи ништо и осилува од дивиденда, не знам, 10.000 евра годишно и тој плаќа сега данок на државата од 10%. Вие сметате дека тоа е исправно? Не, Вие сметате дека дивидендите не треба се даночат? Не треба се даночат повеќе од тоа што прашање дали треба повеќе и што мислите? Мислам ви одговарам со прашање. Се извинувам што постојано ви поставам прашање, но тоа го правам со цел и на вас и на јавноста да и стане јасно, веднаш да ви стане јасно одговорот на прашањето. Нормално е, значи мора да разберете дека ние новинарите понекогаш може да бидеме глупи, ама само привидно глупи. Ако мислите дека треба да ми стане јасно. Привидно, да. Не, се извинувам, може ли само кратко коментар околу расходите, пошто мислам дека е важно прашање. Значи тука се согласувам, барем делумно, и со Гацов и со Петрески, околу тоа дека државата мора да внимава и на квалитетот на расходите, односно на продуктивноста и ефикасноста на јавните расходи. Нема никаква дилема. Но две работи сакам да кажам. Не се согласувам дека државата не работи на ова, на зголемување на продуктивноста на трошоците и ќе кажам пак две работи. Првото е што постојано откако дојдовме на власт, барем во првите месеци, кажувавме дека со ребалансот скративме, не знам, 30 милиони евра непродуктивни трошоци. Ги набројувавме. После со буџетот за 2018 истото го зборавме, дополнителни 10 милиони евра. Постојано зборувавме дека го зголемуваме продуктивноста на јавните расходи. Не само што зборувавме што ги кративме тие бројки во буџетот, него и конкретни мерки се преземаат. Мислам дека транспарентноста на јавните финансии никогаш не била повисока од колку што е сега. А најдобар начин, односно најефикасен начин на кој што Министерството за финансии може да влијае на продуктивноста на трошоците е преку транспарентноста. Сега планираме да одиме и чекор понатаму во транспарентноста. Планираме да почнеме да ги објавуваме сите јавни расходи што се прават преку државата во реално време на интернет. И сега ќе може многу добар чекор ќе биде, особено затоа што во јавноста звучи прилично памфлетски дека министер за образование потрошил само Ама ќе можете да гледате како се трошат парите. И после министрите и другите јавни функционери ќе внимаваат на што ги трошат парите. Велите дека расходите ги намалувате. Вие не сакате да соопштите колку оваа влада државата ја задолжи? Колку е задолжен? Колку е зголемен долгот за време на оваа влада? Мислам дека околу 300 милиони евра или така нешто. Како процент од GDP е скоро константно. А иначе ќе заштедиме 28 милиона со даночна политика. Може само уште нешто околу расходите. Значи што е првата работа што сакам да кажам? Да му дадеме на Гацов шанса. Не, мислам дека поставя добри тези и им дам простор да се надоврземе. Не, воопшто не е спорно. А втора многу битна работа околу расходите што сакам да кажам е дека да, треба да се подобрува квалитетот на јавните расходи, продуктивноста и се, но тоа не значи дека сите други работи треба да стојат додека ова не се заврши. Дали, например, треба реформите, не знам, во правосудството да чекаат да се реши спорот со името? Се разбира дека не. Дали реформите во здравството треба да чекаат да се реши не за проблемот со нешто друго? Има многу покомпетентни на оваа тема за политички флоскули. На оваа држави се потребни реформи во повеќе полиња и тие реформи мора да се прават паралелно. Пред да дадам реклами, Гацов, развите тезата. Чувам, ми должите време на крајот, само јас ќе зборувам, ќе слуша Бране. Апсолутно. Во контекст на ова што го спомнуваме, нели, од аспект на дека тој што зема дивиденда во однос на текстилната работничка. Среќа наша што овде не се представниците од коморите. Тие бараат да се херои на општеството зашто вработуваат луѓе. И пазете, јас се согласувам со такво нешто. Денеска да вработувате и да давате плата е подвиг. Конкурентност, давачки. Пазете, никој не спомнува веќе, иницијално се спомнуваше регулаторни тела, има мал милион, ќе ги позатвориме и ќе останат 3. Се шегувам. Али беше поента дека значително ќе се намалат.
се множат како печурки после дожд. Најголемите плати се исплатуваат во неколку регулаторни тела. И разни мајки и синови се во нив. Така е. Затоа Бранимир Орешо го кажува, јас го поздравувам, немало ваква транспарентна влада. Факт е тоа. Најдобро, транспарентно работење и сигурно е веројатно што се зборува и плановите што ги знаеме ќе биде уште подобро. Ама дајте и во регулаторите па и да ги вклучиме. Јас како бизнисмен, не само како даночен советник, веќе не знам што секој ден плаќам по некоја ситница. А нивната теза беше дека граѓанскиот сектор ќе биде главниот лост меѓу разбирањето на потребите на владата и цивилното општество. Павле Гацов, Маријан Петревски и Бранимир Јовановиќ, малку реклами и повторно со поентите што би можело да се очекува од новиот владин пакет и изменетата даношна концепција. Неурчиња на љубовта. Пелистерка. Внимание! Време е за Lucky Days. Денови на среќни купувачи во Нептун. Супер понуди и големи попусти. До 48 рати. Побрзајте! Понудата важи само од овој понеделник до овој четврток. Нептун. Инспирира радост. Кафетин Колд. Ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Утре во Студио 1 ќе гледате. Твит на родител на дете со аутизам ја шокираше јавноста. Зоран Мијалков со исповед за страдањата на децата со аутизам и нивните семејства. Америка го оценува 2-годишното владење на Доналд Трамп. Што ќе смени ова оценка на јавноста во Соединетите Американски држави, во внатрешната и надворешната политика на најмокината земја на планетата? Соба на иднината. Документарец на BBC. Еден од авторите, гостин во Студио 1. Се зголемува загадувањето на воздухот. Има ли спас? Заменикот министер за екологија, Јани Макрадули, во отворено студио ќе се соочи со невладините организации. Може ли да се стави под контрола дивењето на навивачките групи и има ли политичка позадина во нивното делување? Анализа во отворено студио. Што се придобивките, што се првите рецензии и критики на отворениот пакет на даношната реформа на владата. За деталите и не е толку битно поединечно да ги разглобуваме, но моите гости во завршницата да ги барам одговорите точно на овие две прашања. Кои се придобивките и кои се слабите точки кои би требало да извршат одредени корекции? Гацов, имате дупло повеќе од Јовановиќ. Добро, фала. Благодарам. Ова сам се изборив, али добро, мислам, вредеше. Главните придобивки овде ќе ги има државата, затоа што ќе бидат приливите поголеми во буџетот. Се разбира, ние очекуваме сето тоа да има ефект, како што спомнуваме,
во подобрени јавни услуги, еве да не зборуваме дека само одат во социјала. Од аспект на подготовката на целата ситуација мора да се има во предвид дека ќе се случуваат ситуации за поединци граѓани кои ќе остваруваат приходи од повеќе ставки кај прогресивното одоночување, да им се случува на крајот од годината да доплатуваат персонален данок. Така било и во првата фаза кога имавме до 35%, претпоставам се сеќавате вие. Така ќе биде и сега. Тоа е зашто ги мериме на крајот годишните доходи. И обратно, ако иницијално да кажеме еве во овој месец вие чом како одличен водител нова емисија, ве награда 200.000 денари надомест, ама следните месеци паднете значајно. Со овие 200.000 вие ќе треба прогресивно да се одоночите. Кога ќе ги собереме на годишно ниво, ќе немате 1.080.000 денари, ќе треба Бранимир да ви врати. Бранимир сигурно нема да врати, мислам од буџетот да ви вратат. Така функционира овој концепт. Јас се надевам дека веќе подготовките на софтверските решенија се при крај. Мора да се има во предвид. Ова е ние во бизнис за окружувањето го сваќаме како некаков напад на нашето планирање, да кажам условно. Правиме финансиски планови за 2019. Преблиско дојде годината. Втора работа. Софтвери мораме да прилагодиме за оваа работа. Значи, особено сметководствените куки водат евиденција за повеќе различни фирми. Пишите, Јовановиќ, ова е важно да дадете одговор. Да. Мислам фактурите од софтверите ќе ги спорачаме во Министерството за финансии, тоа да си го знаат. Второ, електронскиот образец МПИНО треба се подготви за платава и тука има ставки што ќе значат подобрување од аспект на приливот, прогресијата и така натаму. Јас верувам дека сето тоа се подготвува. Инаку најлоша варијанта, ние сме се нагледале на тоа во минатото, да ни донесат пропис после Божик, а да ни кажат дека важи и за изминатата година. Не се случуваше. Кога се укина, еве само да се направам дигресија, естонскиот модел кај данокот на добивка, тоа не се случи ретроактивно и бевме целосно изненадени од аспект на товарот кај данокот на добивка. Затоа уште сега, ако веќе се има намера да се стартува брзо, за ние да се подготвуваме буквално на терен, да ги изодиме сите чекори за иницијалната примена. Затоа што се случуваат стресови, посебно за сметководствената фела, бидејќи тие ќе треба да го применат од аспект на неподготвеноста на софтверски решенија, слаб хардвер во управата за јавни приходи, што мислам дека веќе е лоцирано како проблем кај колегите од Министерството. Петревски, с оглед на социјалната димензија на економија, ова урамнотеженост на даночната политика може да доведе до намалување на јазот меѓу пребогатите и да речем условно средната класа, која уште не сме ни во зачеток да ја формираме. Добро, сега бидејќи тоа се истакнува како главна цел на даночнава реформа, мислам дека ќе донесе до одредени ефекти таму. Значи тоа веројатно ќе го видиме уште во податоците за следната година. Ќе има сигурно намалување во Джини коефициентот, иако се оствари оваа намера да се воведе минималниот гарантиран доход, сега ќе има ефекти врз сиромаштијата, иако јас се уште сум на тврдењето дека еден добар ефект врз Джини коефициентот прави фактот дека имаме плафон на највисоките плати, односно оние плати кои што надминуваат 16 бруто просечни плати, за износот кој што го надминуваат не се плаќаат социјалните придонеси. Она што сакав да го продискутирам е во насока на она што го зборуваше господинот Гацов, меѓутоа повеќе во концептуална смисла. Во тековнава дебата, не само ова што сега ја водиме, туку и она што спорадично се појавуваше во претходнава година, ќе помогнеше ако анализата станеше малку посеопфатна. Ако не се ставаше толку многу фокусот на социјалните разлики на сиромаштијата, туку се гледаа и други концепти кои што се сврзани со овој концепт. Значи, како ова ќе се одрази врз вработувањето. Значи, да не заборавиме дека во планот за економски раст, кој што исто така е план на оваа влада, се вели дека ќе се субвенционираат високо работни места кои што плаќаат високи плати. А од друга страна имаме прогресивно одоначување кое што ги оптеретува со повисок данок тие повисоко платени работни места. Како се тие една со друга поврзани? Мене ми личат на противречни. Втор момент е моментот со сивата економија, кој што гледам дека многу го артикулираат коморите. Во најмала рака ова требаше да биде аргументирано.
Значи, ако зборуваме за некоја сива економија од 20, 30 и повеќе можеби проценти од формалната економија, тогаш зошто прво не се санира, да кажеме условно, тој дел кој што ќе ја зголеми даночната база, значи со иста стапка на поголема даночна база ќе приберете повеќе. Па потоа кога сето тоа ќе биде ставено во еден релативен ред, па да се премине кон прогресивно даночување. Значи мислам дека овие концепцијски прашања ќе беше добро министерството да не ги игнорира. Туку заедно со оваа дискусија за класните разлики, како тие ќе се адресираат со реформата, да се зафатат и сите овие прашања. Колку да ви извадам од столица, Не може. многу. Која владата ќе почне со враќање на ДДВ толку гласно најавувано? Веројатно до година се работи на тоа. Добро. Можете да продолжите наврикам? со ефектуирање на дебатата. Да, окей, краток осврт, Ајде. ќе се обидам да бидам навистина краток. Кои ќе бидат ефектите до односно што ќе се добие? Ние ставивме во студијата што беше објавена на сајтот. Кои ќе бидат ефектите? Првиот ефект е ќе се намалат социјалните разлики, односно нееднаквоста, ќе се изврши редистрибуција од оние кои што заработуваат повеќе кон оние кои што заработуваат помалку. Второто е дека ќе се намали сиромаштијата. Поради тоа што ќе се намали сиромаштијата и нееднаквоста, ќе се зголеми продуктивниот потенцијал во економијата, односно она што денеска се нарекува човечки капитал, и поради тоа ќе се зголеми и економскиот раст, поради тоа што ќе се направи редистрибуција од оние кои што заработуваат повеќе, односно кои што трошат помал дел од својот доход, кон оние кои што заработуваат помалку, односно трошат поголем дел од својот доход, ќе се зголеми вкупната потрошувачка во економијата, односно пак ќе се зголеми економскиот раст. Поради тоа што ќе се зголеми економскиот раст, ќе се зголеми и вработеноста во економијата, поради тоа што ќе се зголемат даночните приходи, ќе се намали буџетскиот дефицит и ќе се забави растот на јавниот долг, и поради тоа повторно ќе се влија на тоа да се зголеми економскиот раст. Тоа накратко би биле главните макроекономски ефекти. Ги има во студијата. Кратко осврт на ова што го кажа Маријан, дека некои аспекти не се фатени. Карти кога отварате, ја разбирам оваа графика што ќе ми ја покажете. Меѓутоа тоа сето да го усогласите, за да има таква динамика, ѓаволска работа. Зошто? Зошто? Значи ние ништо не треба да правиме. Тоа тоа е само домино кое што паѓа и понатаму работи се одвива. Искуствата на другите земји покажува дека ова се случува. Земете Албанија. Да не идеме негде подалеку. Земете Албанија кој што го напушти рамниот данок во 2014 година, откако го напушти рамниот данок, односно воведе прогресивен данок, се случи се ова. Се зголеми буџетските приходи, се намали јавниот долг, се зголеми економскиот раст, се ова се случи. Така што слично нешто такво ќе се случи во Македонија, останало да видиме во колку беа фрапантни во Албанија. Значи тоа треба да се земе како не само во тој период. Да, не само во тој период. Не произлегло само од прогресивниот данок. Сега тоа е прашање. Кратко осврт и на што кажа Маријан, дека не сме ги земеле предвид овие работи, значи ги има во студијата, последниот дел студијата токму на ова. И главното, според мене, односно двата главни напада од коморите и од некои, да кажеме, економски експерти периодов, последни ведено и се сивата економија и дека ова ќе доведе до невработеност, односно до пораст на невработеност. За сивата економија имаме цитат во студијава на неколку труда кои што покажуваат научни труда, кои што покажуваат од истакнати економисти кои што покажуваат дека нема ефект прогресивно данок, односно вакви даночни зафати, немаат ефект врз сивата економија. Мојата теза е дека постојната сива економија можда ќе беше добро да се вметне во даночната база прво. Ама не можеш да значи не можеме да чекаме преска тоа што го кажам. Не можеме да чекаме да решиме еден проблем па да идеме на друг. Мора паралелно да ги тераме работите. Не согласувам. Значи сивата економија никогаш нема да ја сведеме на нула. Нема европска земја што има сива економија нула. Него да се види да се покажат чекори конкретни дека се прави нешто во таа насока. Правиме, донесовме нов закон за спречување перење пари оваа година, во кој што има сериозни мерки кои што јавноста генерално не ги знае. Една од мерките е намалување на кешот. Намалување на плаќањето во готовина од 15.000 евра на 2.000 евра. Имаме цел план за намалување на употребата на кешот на готовината. Имаме мерки во оваа насока, не дека немаме. Со тоа што јавноста генерално не е запознаена од некоја си причина. Така што не е дека не работиме на тоа, апсолутно работиме.
Ама поентата, главното што сакам тука да кажам е дека не можеш да чекаш една работа да решиш па после друга. Мораш паралелно да ги туркаш работа. Бара приоритизација, значи да барем онака концептуално да се знае во која насока се ова оди. Да, сега некако е впечатокот дека се ова не знаеме кај води и се почнува со една мерка која што е да кажеме перцепирана како подрастична, а не се адресираат други сегменти. Сето ова води кон подобар живот. Сето ова води кон подобрување на јавниот сектор, односно подобрување на услугите, на она што државата го прави за граѓаните. Јас не бев на Стопанска комора, ги читав сите реакции. Како ќе реагирате на нивните предупредувања или барања за одлагање за 5 години на оваа реформа? Значи, тоа барање за одлагање на 5 години не е од сега, од пред неколку месеци. Нашиот став како министерство е дека нема одлагање на реформата. Ова е ставено во програмата на владата. Ние сме должни да го реализираме ова. И еве сега го имаме, ја отвараме јавната дебата, ја отворивме пред неколку дена. Со јавната дебата сакаме да ја слушнеме јавноста, да видиме што ќе каже, но нашиот став генерално е дека нема одлагање на прогресивниот данок, односно на праведниот данок, затоа што тоа е наша должност кон граѓаните. Ние сме тука за да работиме за доброто на граѓаните и оваа реформа е во таа насока. Јавната дебата се разбира, може да влија на одредени аспекти од данокот, од законот е да кажеме, имате многу законски одредби таму, јавната дебата може да влие на одредени такви аспекти, но нашиот генерален став е дека нема отстапување од прогресивниот данок, од праведниот данок. Тоа го кажа денеска премиерот Заев, тоа постојано го кажуваме, така што ако се отворени за јавната дебата, еве на пример, како ќе реагирате на овие сугестии на господинот Гацов? Значи ние постојано реагираме, мислам доста позитивно, ја ќе ви кажи тој самиот, ја ќе кажеме нешто друго. Денеска имавме средба со комората, знаете. Утре имаме средби, знае Маријан, веројатно и Павле е поканет. Утре имаме средби со две групи на граѓани. Првата е као економисти кои што работат на оваа проблематика, ги поканивме кај нас во министерството, ќе ги слушнеме, ќе им го презентираме предлогот, ќе ги слушнеме нивните мислења. Втората е со граѓански, да кажеме, истакнати активисти или како сакате наречете ги, не знам како да ги дефинирам. Исто така ќе го слушнеме нивното мислење, така што ние сме отворени за сугестии од јавноста. Еве ќе кажеме нешто друго, сега не сакам да испадне дека се фалам, ама сепак денеска Сабале ми се јави од една истакната, голема да кажеме, амбасада во оваа држава и ни честитаа за тоа како го водиме процесот. Кажа дека не виделе до сега толку транспарентен и толку инклузивен процес. Законот го објавивме на нашиот сајт уште пред да биде објавен на ЕНЕР. На ЕНЕР не знам дали знаете, на ЕНЕР кога се објавува 5 дена стои најава за закон, па дури потоа се објавува, не можете да го објавите законот веднаш, мора да стои 5 дена најава, па после да оди законот. Ние веднаш го објавивме законот на нашиот сајт. Ни кажа дека сме направиле анализа како што никогаш до сега немало во оваа држава. Не пофале за тоа што сме отворени за јавност, што организираме консултации се. Така што мислам дека да не сме дека се фаламе, ама дека сепак релативно добро го водиме овој процес. Еве, ракав да се повлечам од критиките. Немојте. Критиките се добра работа, без критика не можеме да напредуваме. Добро, фала ви многу. Тоа беше Бранимир Јовановиќ, универзитетскиот професор Маријан Петровски од универзитетот Американ универзитет, колеџ едно време беше, извинете, и Павле Гацов, финансиски и даночен експерт. Пријатна вечер од мене. Се јавуваат вестите, а утре се со тандемот Боријан Јовановски и Ацо Кабранов.